Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Од утре поранишниот дом на Арама ќе биде главен вакцинален пункт во Тетово, кој што ќе работи 3 смени од 8 часот наутро до полноќ. Одржана 47-та седница на Советот на општина Тетово. На дневниот ред се најдоа 15 точки. Со пригоден комеморативен собир во Гостивар денес бе одбележани 19 години од убиството на полициските резервисти Дајл Јанковски и Александар Николич. Се подготвуваат нови пунктови за вакцинација против COVID-19 со цел масовна имунизација на населението во Тетовскиот регион, каде состојбата со пандемијата е сериозна. Кризниот штаб побарал од здравствените власти новата учебна година да започне онлайн до смирување на состојбата, а потоа да се почне со физичко присуство, при што ќе се бара сертификат за вакцинација или негативен тест за вработените во образовните институции. Два нови пункта за вакцинација утре започнуваат со работа во Тетово. Покрај досегашните во салата на медицинското училиште и во здравствениот дом, граѓаните ќе можат да се вакцинираат и во новите простории на музеот и во клиниката во село Порој. Токму имунизацијата на населението во моментов е приоритет во борбата со справување со COVID-19 на Тетовскиот кризен штаб, кој заседаваше по втор пат неделава. Заменик министерот за здравство Илир Хасани, кој присуствуваше на состанокот, вели дека Тетово порано го доживува пикот на четвртиот бран. Сметаме дека состојбата е доста да не кажам критична, меѓутоа е доста влошена во однос на епидемиолошката состојба, меѓутоа до сега е све под контрола. Веќе во Тетово го постигнуваме полека пикот на болеста, што не значи дека тој пик е постигнат во цела наша република. Тоа значи дека Тетово веројатно порано гори во однос на другите места. Таргетот ни е да вакцинираме, односно да ги зголемиме нашите капацитети, особено во овој период, кога интересот на граѓаните е зголемен многу во овој регион за вакцинација. Кризниот штаб со барање до здравствените власти учебната година во овој регион да започне онлайн, а потоа да продолжи со физичко присуство. Дополнително е одлучено сите вработени во образовните институции да приложат сертификат за вакцинација со исклучок на лицата кои имаат медицинска потврда или континуирано да доставуваат негативни тестови. Значи ние бараме 3 недели да бидеме онлайн. И после тоа значи да се вратиме на физичко присуство, како за сите, така и за нас. Ние како штаб за Тетово, до почнување со физичко присуство, ќе ги исконтролираме уште еднаш сите вработени во училиштата дали завршиле минимално со првата доза на вакцина. Тие што не се вакцинирани, откако ќе почне физичкото присуство во училишта, ќе бидат обврзни секој 72 часа да донесат доказ на тест негативен па да продолжат да работат. Инаку во изминатото деноноќие во клиничката болница во Тетово имало 5 починати лица по компликации од COVID-19, 208 амбулантски прегледи и 14 нови приеми. Вкупно се хоспитализирани 121 пациент, од кои 6 се вакцинирани со 1 доза, додека 5 со 2 дози. Министерот за здравство Венко Филипче упати апел до родителите чии деца ќе тргнат во градинка и на училиште да се вакцинираат, зашто само така ќе ги заштитат своите семејства, но и колективното здравје. Еден од најголемите ризици за ваквиот тип на анализа се грешните податоци кои што може да произлезат од тоа дека има асимптоматски пациенти, посебно деца. Или лесна настинка, исто така, која што воопшто не била ни проверена или потврдена дали е предизвикана од коронавирусот. И во таа смисла се решивме да има општи мерки и општи препораки. Има протоколи за работа на училиштата, има исклучоци, деца кои што имаат потврдени хронични болести или членови во семејството кои што имаат хронични болести. Меѓутоа апелот за вакцинација и тоа што е добар податок што сега овие последни денови посебно се вакцинираат граѓани, еве сега и од утрово тука во салата од 18 до 40 години е добар податок. Сепак има висок процент на вакцинирани
повозрастни категории на граѓани, 70% над 70 години, 50 над 50, сега еве и овие помладите. Битно е да се вакцинираат родителите на децата кои што ќе одат во градинка или во училиште. Така се штитат семејствата. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека засега нема дискусија за воведување карантин во Тетово и Гостивар, како градови со најголем број заразени и починати лица од COVID-19. Тој посочи дека се во очекување на целосна стабилизација на состојбата како резултат на новите рестриктивни мерки. Добро е тоа што во последните денови бројките, дигајќи и растејќи ги во едно нагло ниво, се стабилизираат во двата најекспонирани градови, каде што прво почна да растат бројките, тоа се нашите Тетово и Гостивар. Сега имаме едно урамнување на бројките, која што прво значи дека силата вирусот ја истрошува, второ мерките веројатно даваат резултат и трето најважно граѓаните дополнително повеќе внимаваат. Нема дискусија за специјални карантини или за посебни ограничувања, затоа што се надеваме дека бројките на вистина, како што е кривата растечка, веќе во последните неколку дена е стабилизирана и дека ќе почне во следниот период да паѓа, секако пред се и над се ако се придржуваме сите на мерките и ако внимаваме токму за тоа. Со пригоден комеморативен собир во Гостивар денес бе одбележани 19 години од убиството на полициските резервисти Дајл Јанковски и Александар Николич. Роднини, пријатели и колеги од Оделението за внатрешни работи Гостивар положија букети цвеќе, запалија свечи и со едноминутно молчење им оддадоа почит. 26 август 2002 година беше кобен датум за двајца полициски резервисти од Гостивар, кои ги загубија животите додека беа на должност. 47 годишниот Дајл Јанковски и 39 годишниот Александар Николич беа убиени на полициски пункт на влезот од населбата Циглана. На нив пукале непознати лица со автоматски пушки од возило во движење. Во нивна слава, на 19 годишнината од трагичниот настан, на местото каде што беа застрелани, се одржа пригоден комеморативен собир. Роднини, пријатели, колеги од Одделението за внатрешни работи Гостивар положија букети цвеќе, запалија свеки и со едноминутно молчење им оддадоа почит. На местото на трагедијата во чест на загинатите резервисти во 2012 година беше поставена спомен плоча. По комеморативниот собир во Циглана денес, блиските ги посетија и нивните вечни почивалишта. Срцата на Дајл и Александар престанаа да чукаат пред 19 години, но споменот за нив кај гостиварци е вечен и светол. Тие остануваат запаметени како добри луѓе, професионални и посветени на својата работа. Одржана 47-ма седница на Советот на општина Тетово. Дел од советниците ја следеа седницата онлайн. Значи денеска сме тука за да одржиме 47-та седница на Совет на општина Тетово, која се одржува претежно во онлайн платформа. Нормално дека имаме некои технички проблеми, но во меѓувреме се трудиме да ги надминуваме. Денеска во дневниот ред имаме 16 точки, меѓу кои се финансиските извештаи за паркинзи, исто така програмите на училиштата од основните училишта, од средните училишта и од младост, центарот за градинката. Представниците од паркинзи кажат дека имат загуба поради настанатата ситуација што е веќе една година. Исто така
позитива е во тоа дека значи сите вработени редовно ги земат платите и почнува малце по малце, значи да излегува на плюс. А во врска со тарифникот, замените се во тоа дека треба да се достават, да се пополнат и 3 нови категории, што се во блокаторите, кога се оштетуваат, кога се крадат и така натаму. 5 лица од Полошко не ги почитувале решенијата за изолација. Пронајдена марихуана кај 2 лица од Боговиње. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека 3 лица од тетовските села Челопек и Милетина, како и 2 лица од долнореканските села Ростуше и Аџиевци, иако имале решенија за изолација и домашно лекување, не ги почитувале решенијата и не биле пронајдени во своите домови. Против овие лица ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник, во содејство со Државниот пазарен инспекторат. Вчера исто така била спроведена и контрола во 9 угостителски објекти на Тетовското подрачје и не било констатирано непочитување на мерките и протоколите за работа. Вчера вечер околу 21 часот и 10 минути во Тетовски Пирок, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово лишиле од слобода 32 годишник и 43 годишникот Тетовско Боговиње, затоа што кај нив била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 20 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Тетово е пријавено дека 53 годишникот Тетовски Лисец на попова шапка бил каснат од куче скитник. СВР Тетово со известување до верниците во пресрет на престојниот христијански празник Голема Богородица. Секторот за внатрешни работи Тетово ги финализираше и операционализираше планираните подготвителни активности за непречено и безбедно одржување на традиционалните свечености по повод престојниот православен христијански празник Голема Богородица, кој на 27 и 28 август ќе се организираат во манастирскиот комплекс во село Лешок. Во рамките на овие активности, покрај другото, граѓаните се известуваат дека ќе биде воведен посебен сообраќаен режим кој ќе започне да се применува на 27 август во 16 часот и кој ќе трае се до завршување на празничните свечености. Влезот кон манастирскиот комплекс ќе се реализира од пред бензинската пумпа на Лукойл кон селото Лешок, а излезот преку локалните улици кон селото Слатино. Одвивањето на сообраќајот во двете насоки ќе го регулираат полициски службеници на СВР Тетово. Покрај ова, на сите граѓани кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс, им се советува исклучиво да ги паркираат на 4 паркиралишта, определени за таа намена, и целосно да ги почитуваат наредбите на полициските службеници кои ќе го насочуваат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно. Доколку се исполнат сите места на предвидените паркиралишта, возилата да ги оставаат на десната страна од патот. На граѓаните, организатори, угостители, гости и други им се укажува исто така максимално да ги почитуваат сите препораки и протоколи за спречување на ширењето на COVID-19, донесени од највисоките државни и здравствени власти, кои се во сила, односно во практична примена, а угостителите да го почитуваат работното време до 1 часот. Секторот за внатрешни работи Тетово во содејство со Државниот пазарен инспекторат на 27 и 28 август ќе ги зајакнат контролите на угостителските и други објекти во и околу манастирскиот комплекс во врска со мерките и протоколите за работа поврзани со COVID-19. Една победа и 2 порази за екипите од Полошкиот регион во воведното второлигашко коло. Тетекс ја совлада Велишта додека гостивари Беса се поразени од Воска, односно Охрид Лихнидос. Фудбалерите на Тетекс со победа од 2:1 над Велешта ја започнаа новата сезона во втората македонска фудбалска лига Запад. Екипата на Тетекс на градскиот стадион во Тетово беше подобар противник и сосема заслужено ги освои 3 бодови. Домашните дојдоа во водство во 11-тата минута со голот на Александар Поповски.
Гостите од Струшко изамнија во 44-та минута со погодохот на Агон Хајредрини. Конечниот резултат го постави капитенот на Тетекс Нинослав Здравковски во 77-та минута од надпреварот. Тежок надпревар. Првиот надпревар сами знаете дека секогаш е најтежок и прекршивме еден мраз кој што веќе долги години го мачи Тетекс во првите надпревари да ги земе првите 3 бода. За нас ова прекината традиција, работевме на тоа психолошки, можеби не прикажавме некоја игра да брилираме, но и сами бевте сведоци. Во првите 25 минути издоминиравме, имавме 100% шанса за 2-0, но ете, самата притисок на овој надпревар си го направи своето. Не успеавме да реализираме, примивме еден несреќен гол, да речам, но момците покажа карактер на она што работиме, како што реков, и психолошки, кога е најтешко да се издигне, се вратат и успеавме да донесеме првите 3 бода во Тетово. Прво треба да го резимираме овој надпревар, да направиме една анализа зошто после одлични 25-30 минути, каде што и вие бевте сведоци и навивачите наши Војводи ужива во фудбалот. Не знам кој е тој психолошки момент што се случи, мора да го откриеме во разговор со играчите и во анализата од надпреварот. Не смеме така да одиграме и да дозволиме на противникот се надаме. Следниот надпревар ќе го анализираме и противникот, ќе видиме и нивните слаби страни и како што кажав, ќе одиме од надпревар за надпревар, се надеваме на поволен резултат, на резултат кој што ќе ни овозможи да оствариме ни цели кои што ние ги имаме зацртано како фудбалски клуб Тетекс. На останатите надпревари од првото коло на втората македонска фудбалска лига Запад беа постигнати следниви резултати. Гостивар Воскан 0:4, Охрид Лихнидос Беса 4:1, Кадино Силекс 0:3 и Кораб Вардар 0:0. Следното коло во второлигашката конкуренција ќе се одигра веќе во недела. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!